На почетокот со химната денес над Македонија со постојани овации Во историјата нема да останат незабележани состојбите на еуфоричното патриотско воодушевување на македонските народни маси, собрани на основачките собранија и митинзите на ВМРО-ДПМН. И станавме интересни за самите служби, не само за домашните. Предпоставам дека и за странските служби кои овде работеа. Сега од ова временска дистанца можам да ви кажам дека работеше и грчката, и бугарската, и романската служба. Зависи во кој дел на Македонија, кај им беше логистиката. Пример, романската служба работеше во Битола и Битолско околу влашкиот елемент. Грците исто така, србите работеа Скопска Црна Гора, бугарите предпоставам онамо кај што лоцираа дека имаат елементи на кои може да се навалат, за да се добијат разни информации. Ако денеска не си информиран, фактички не знаеш ништо. И во такви услови имавме ситуација во која што полицијата продолжува да действува како политичка полиција, како партиска полиција и масовно да ги следи или контролира движењата на формирање на опозицијски партии, да уфрла луѓе во тие опозицијски партии со цел да ги контролира, да ги денунцира преку медиумите со цел да го ослабне нивното влијание, да ги направи одбивни кон граѓаните. Уште од самиот почеток, помеѓу од 10 основачи, беа имплантирани Вачков, Механџиски и неколку мина други, кои што само што се формира партијата, тие по инструкции на службите веднаш излегоа и ја нападнаа партијата како бугарска, не знам, протерористички, еден куп на такви етикети кои што покасно ќе се вешто искористат од службите за да се залепат за ВМРО-ДПМН и ги понатаму отпочнат процесите кои што ќе следуваат. На светиот ден, со што символично го означи воскреснувањето на ВМРО и на Македонија, ВМРО Демократската партија за македонско национално единство денеска во Домот на културата во Прилеп Марко Цепенков го започна својот сепак прв конгрес. Конгресот денеска и утре како задача си ги постави идеолошката чистина и единство на партијата, јакнењето на идејата за самосвеста за суверена и самостојна македонска држава, што треба да се изведат во статутот и конгресната резолуција, во изборот на председател на партијата за кој стои кандидатурата на Љупчо Ѓоргиевски, како и во изборот на Централен комитет. Мојата желба е да вториот конгрес на ВМРО-ДПМН го одржиме во Солун. Директно избори. Моја предпоставка е дека уште од почетокот, не во овој штаб постоечкиот, во на стара зграда, туку така е Словенија спорт во Трговскиот, дека од тука почна обработката на ВМРО-ДПМН. И еклатантен пример на таквата работа беше кога се преселивме во дегнешниот штаб, кој беше една стара зграда. Значи, карши нашата зграда е хотел Турист. Една од собите во хотел Турист беше секогаш бюджетирана за државната безбедност на Република Македонија, која тогаш беше во склоп на државна безбедност на Југославија, која водеше
едно време Василевич и така се редеа српски генерали еден куп, но вниманието беше фокусирано на ВМРО-ДПМН. Тоа што има недостаток на материјали, тоа не значи дека ние од самиот почеток од 90-та година не сме биле активно работени како главна опозициона партија во тоа време во Македонија и не само како главна опозициона партија, туку како главна партија која носеше идејата за самостојна и независна Македонија. Ние сакаме да го повикаме македонскиот народ и да му кажеме дека мораме да ги вратиме своите национални и македонски интереси во прв план. Сега како индикација имаме две афери од тоа време. Тоа е аферата Дувло, каде што на нас ни ја донесе еден до тогашен вработен во Министерството за внатрешни работи и кој после тоа имаше одредени последици негативни по него. Значи, со што се отвори дека ние активно сме следени и сме прислушкувани и активно пратени. Сега, значи, тоа што го имавме ние беа неколку страни. Меѓутоа, ако имало шифра Дувло, ако имало такво следење, претпоставувам дека целиот тој материјал е многу пообен, многу по-моќен, многу по-интензивен, само што ние денеска го немаме тоа. И не сум чул дека некој го има, освен тие неколку страници кои практично прават индикација дека пред следењето, односно целата таа приказна на темел имало некоја друга приказна. Во МВР веќе се располага со материјали кои што се дел од оперативците ги работат во ВМРО-ДПМН. Еден од поистакнатите меѓу нив беше Александар Диневски, кој на неколку пати посочи на раководството на ВМРО-ДПМН дека штабот на партијата е по целосна обсервација на службата за државна безбедност. Може би нецелосно и несериозно ги свативне тие предупредувања, но некаде во почетокот, односно некаде во мај месец или април месец 1992 година, Александар Диневски донесе едни материјали, во кои што материјали веќе и писмено потврди дека партијата ВМРО-ДПМН е по целосна обсервација на службата за државна безбедност. Се случува и сина птица. Тоа е неовластено инволвирање токму на тие југословенски кадри, кои што останаа во службата, во работата на партиските организации, покрај тоа што ги разбиваа комитетите на ВМРО по општини, ги пасивизираа, или пак во неколку комитети успеа да ја одземат и документацијата, заедно со членските книжки. Малтен испадна дека секој трет човек во државата, за жал, работи за службите. Претпоставам дека тој некој принцип на руската обавештајна служба е, а ние тоа го прифатиме од српската обавештајна служба, како држава говорам. И бевме предмет на секојдневна обработка. Друг модус на притисок за соработка со службите, значи е уцената, подкуп, идеолошки несогласеност со нас, уфрлени, значи разни модуси на действување на службата за безбедност, само за да дојде до одредена информација што се случува во ВМРО-ДПМН како политичка партија. На 10 мај екипа од Лјупчо Ѓорѓиевски, Борис Мејковски, јас Иван Соколов и Кирил Ризмановски заминавме на пат за Брисел, каде што требаше да се предаде некоја декларација во Европскиот парламент. Таму бевме пречекани од неколкумина македонски иселеници, меѓу кои беше и Љубо Јовановски, кој на подолго инсистирање успеа да договори да целата делегација отидеме во една вила во близина на Брисел, во која што вила одседнавме подолго време и тој во неколку наврати инсистираше да покаже некои материјали за действија кои се одвивале во Република Македонија, помеѓу него некои припадници на МВР и армијата и еден поголем дел од членови на ВМРО-ДПМН, на кои што било договарано да се формираат терористички групи во случај на некако проширување на војните действија од страна од северот кон Македонија и дека тие терористички групи би требало да бидат подготвени да
првично да застанат на патот на една таква агресија. Значи, тоа е аферата Сина птица, значи тоа е еден обид и тука, мислам, нема криње, има снимка за таа работа. Значи, затоа се работи тогаш за главниот разузнавач. Тој беше Драган, прекарат, Млекцито му знам, мислам Стојмановски се презивеше. Во тоа време, нели, поимна она што се нарекува, нели, континуитет на југословенската удба, каде што, пазите, тоа е афера за конструкција на паравојска во рамките на ВМРО ДПМН. И Љубо Јовановски инсистираше да одседнеме околу 2 часа и да погледаме една видеолента на која што беше целосно сниман тој материјал. И тоа го направиме, седнавме, го изгледавме материјалот по кој што јасно се гледаше на материјалот членови на ВМРО ДПМН со тогашниот шеф на државна безбедност Добри Величковски и наши членови на кои се договараат целосни воени акции, зашто бевме навистина фрапирани како делегација. Успеавме лентата да ја одземеме од него и да ја донесеме во Република Македонија. Даквесата Змејковски му ја украл на Љубо Јовановски. Љубо Јовановски глумеше патриота, во суштина се работи за еден човек кој што долги години работеше и за службата за државна безбедност под псевдонимот Брисел, класичен кодаш, и за контраобавештајната служба на ЈНА под псевдоним Ренџер. И тука е врската Љубо Јовановски, Добри Величковски и Драган Стојмановски. Ако сме спремни вака да работиме, оди, пак ќе ви повторам, ние како полиција не работиме и немаме ништо против ни една партија. Меѓутоа, во сите партии, она што е екстремно, е за нас интерес. Сина птица пак требаше да го докаже токму она што го тврдев дека ВМРО е терористичка организација. Мислам, на 30 до 40 луѓе од ВМРО ДПМН беа во таа приказна вклучени. После со дел од нив разговарав. Некој од нив кажа дека наивно наседнале на таа приказна. Целта беше преку подоцна тие им дават и веројатно експлозив, бидејќи 2 недели подоцна дел од учесниците на тој состанок се уапсени со сериозни обвинувања за како терористи и бидејќи им е најден експлозив. А во самата разговор на таа лента стои: ние ќе ви дадеме експлозив, ние ќе ви дадеме оружје. Тоа го викаат Добри и Млекце. Или пак доколку сакаме од некого да се ослободиме, многу едноставно. Ќе му подметнеме експлозив во автомобил и ќе завршиме работа. Тоа се зборови на Млекце. И има еден дел од 3 до 4 минути веднаш потоа што следи, што е избришан. Помала група од нив, значи, во рамките на таа паравојна структура која требало да се формира во рамките на ВМРО ДПМН, тој почнал да врбува една структура каде што главната теза било дека тие се за самостојна Македонија, значи тие се ќе направат за самостојна Македонија. Целата ова работа што треба да се направи е нели сето тоа така за да се брани Македонија, меѓутоа во целата таа нивна приказна дека тие имаат јасни докази дека јас работам за Бугарија и дека како таков ВМРО ДПМН мора да се ослободи од мене. И тој човек од Струмица има јасно кажано дека тој е врбуван да направи атентат со една мала група врз мене. И тој
ја следел приказната се до одредено време и тогаш сватил дека целата ова работа е местенка. ВМРО реагираше со едно соопштение, жестоко. На 13. после тоа Јули Лјупчо Георгиевски ги покажува тие документи од Дубло и се отвара аферата Дубло за неовластеното прислушкување. Невообичаена пресконференција денеска во седиштето на ВМРО Демократска партија за македонско национално единство. Мотивите ги објасни самиот председател на партијата Лјупчо Георгиевски. На денешната пресконференција ВМРО ДПМН ќе ви понуди еден документарен филм кој ќе можете сите овде да го видите. Документарен филм кој е изваден од архивите на Државна безбедност на Република Македонија. Од кој документарен филм сите вие ќе се уверите што работи Државната безбедност на Република Македонија, какви се активностите на Државна безбедност на Република Македонија и кој е главниот државен непријател и како треба да се уништи тој државен непријател во Република Македонија. Потоа генералниот секретар на ВМРО ДПМН Борис Мејковски го прочита соопштението до јавноста. Во него меѓу другото се барање од повиклива оставка на председателот на Републиката Киро Глигоров и утврдување на неговата одговорност, а потоа оставка на министерот за внатрешни работи доктор Љубомир Фрчковски. Јавниот обвинител пак на Република Македонија да покрене кривична постапка за старешините од Министерството за внатрешни работи и Македонската народна армија кои директно учествувале во овие незаконски акции. Потоа Комисијата за контрола на државната безбедност при парламентот да го испита односот на ова тело спрема ВМРО ДПМН. Побарано е парламентот да испита и утврди и одговорноста на владата за, како што е речено, ваквите недозволени акции на полицијата. И на крај, телевизијата за македонската јавност да го емитува во целост овој, како што е речено, непримерен и компромитувачки материјал за односот на безбедносните органи на македонската полиција и македонската армија. Кога излеговме со видеокасета, на која видеокасета се многу убаво гледа дека полковник на Југословенската народна армија и шеф на оделението на државна безбедност во Република Македонија формираат паравојна организација. Тоа докази ли се или што се? Зошто македонската јавност во смисла на средства за јавно информирање? Зошто тие докази не ги понатаму продолжуваше и постојано да бараше иницијатива да се расветат до крај случаите? Ние за случајот со сина Птица, за случајот за телефонските разговори досега имаме побарано од јавниот обвинител, имаме поднесено неколку кривични пријави, до ден денеска нема судски процес. Зошто? Ние инсистираме тоа судски да се разреши. Државната безбедност на Република Македонија, место да се занимава со вистинската своја проблематика, а тоа се она што се нарекува контраразузнавање и разузнавање, таа се занимава со следење на политички партии во Република Македонија. Тоа беше причината. Тоа не го дознавме само од Александар Диневски. Овие најновите документи од кај се. Нема човек кој излезено после тоа. Па има луѓе таму во државната безбедност кои невистина повеќе не можат да работат на тој начин. Тоа е проблемот што државната безбедност на Република Македонија се уште не престанала да работи со своите методи кои ги има научено од бившиот комунистички систем. Мислам дека во јуни месец, ако не се лажам, во една дебата на македонската телевизија, јавно го обвини Добри Величковски дека полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, тогаш под водство на Фрчковски, сериозно се занимава со внатрешните работи на ВМРО ДПМН, дека имплантира луѓе, дека наметнува повеќе противзаконски действија со кои што се со цел да ја стави под контрола целата партија. Тогаш Добри Величковски одби да прифати дека такво нешто постои и Лјупчо Георгиевски ги извади документите, ги стави на маса пред него. Прво, мораме да се подсетиме дека ВМРО ДПМН како партија веќе 2 години од самото формирање на нашата партија тврди во јавноста дека државната безбедност на Република Македонија ја следи, прислушкува и активно работи против нашата партија. Практично единствена партија против која се работи активно во овој момент од страна на единствената државна безбедност на Република Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе признае како е така. Нели во секоја држава кога ќе се покажат доказите мора да се признае. Тогаш се случи во исто време Александар Диневски да биде уапсен во Министерство за внатрешни работи, приведен, распрашуван и после тоа
пуштен. И за сето време само ВМРО ДПМН ја водеше битката со Југословенската народна армија и низиниот систем на шпионирање, така наречен УДБА, и целата мрежа што таа УДБА имаше воспоставена во Македонија и до ден денеска седи во Република Македонија, а македонската државна безбедност не презема ништо таа мрежа на УДБА да се расформира денеска во Република Македонија. Во рамките на повеќето досиеа, водени за македонски екстремизам во првите години на демократска суверена Република Македонија, спаѓа и личното досие на Стојановски Гоце, роден во 1966 година во селото Мартиница, Кривопаланечко. Решението за заведување во претходна обработка под шифрата Мартин е датирано во април 1996 година. Меѓу другото, началникот на втората управа констатира постоење индиции дека лицето Стојановски Гоце спроведува активности насочени кон насилно загрозување или уривање на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Јас сум Гоце Стојановски од Кривопаланка, македонец со македонска ДНК кој живее во Македонија, која се наоѓа на македонскиот полуостров. Носен од ваквите визии и идеи, во 90-та година пристапив кон партијата ВМРО ДПМН. И како активен член на таа партија, нормално се трудевме што е можно да донесеме повеќе гласови и да ја направиме Македонија независна и самостојна држава која до 90-та и не беше. Досието Мартин, кое содржи документи за периодот 1996-97 година, е формирано заради политички и идеолошки причини од страна на одделот на Управата за државна безбедност и контраразузнавање Кривопаланка. Во формирањето на ова досие учествувале неколку службени лица, од кои до сега е илустрирано само едно лице, за кое Комисијата за верификување на фактите пронашла докази, односно документи низ неколку лични досиеа водени заради македонски или албански екстремизам. Специјално за мене ќе направат една машина за расчеречување и дека на плоштадот на Кривопаланка ќе бидам расчеречен, а сите што ќе бидат видени покрај мене и што ќе работат за ВМРО ДПМН ќе им изрежат петокраки на челата. А сите останати што ќе било кој послуша или ќе ги следат овие луѓе, одново се оние црните точки за кои никаква еднина во овој град нема. Во службената белешка од 9 декември 1996 година, оперативниот работник од службата во Кривопаланка презентира сознание добиени неколку денови порано во кафе барот Фламинго во Кривопаланка за однесувањето на лицето Стојановски Гоце, односно за неговите вербални напади на председателот на Собранието, владата на Република Македонија и знамето. Во кафечот влегоа 5-6 луѓе, луѓе деликвенти веќе со некакви дрвени палки во рацете. Метата беше директно обраќаја на мене со навреди, вулгарности и така се случи дека бев нападнат од нив, меѓутоа по дебелиот крај го однесува тие без разлика што беа вооружени со тие палки и така нивната машина за расчеречување беше растурена и им порача да одат да си ја соберат. Така Стојановски Гоце е предмет на следење во кафе барови, на комитската вечер во хотелот Турист во Кривопаланка и во неговото секојдневно движење. Добив покана да дојдам на разговор во просториите на ДБК. Бидејќи јас не сакав да отидам, тој дојде и ми кажа, за ако не дојдеш доброволно, значи имаме начин да те донесеме, значи ќе те приведеме, пак ќе дојдеш. На разговорот учествуваше Младен Стаменковски беше. Значи почна со прашањата зошто сум член во ова партија, зошто работам за ова партија, зошто ова е ова провинцијски град, дека овој град не е за мене со моите идеи, сваќања, визии. Значи јас не би требало тука да бидам, дека во светот постојат многу убави места каде што би имал голем просперитет и напредок и кариера во животот. Ми беше спомнат од негова страна Австралија и му кажав дека баш таму немам никој. Тој тогаш се изјасни дека тие ќе ми помогнат. Викам како, јас немам никога таму, значи како може да отидам. Директно ми кажа дека преку црквата тие може да ми извадат виза и да заминам во Австралија. Одговорот мој беше дека Австралија е предалеку и не сакам таму да одам, дека моето место е тука, бидејќи Македонија конечно треба да биде слободна и самостојна држава. Ако веќе тука сум решил да останам, дека тие ќе ми помогнат да влезам на ми беше понудено собрание, тогашно општина Кривопаланка, работно место некој во собрание како некој референт или така. Потоа
што може друго. Значи ми беше понудено и царинско место. Меѓутоа му кажав дека исто јас ќе дојдем на царина, меѓутоа по пат сосема друг за разлика од она што ми го нудат тие. При тоа за евидентирање на неговите активности биле ангажирани две позиции со шифри Градски и Мацко, а потоа и трета позиција, при што сите информации се сведувале на коментари на претходната обработка Мартин, искажани во одредени кругови дека во државата требаат промени, дека актуелното раководство не заслужува да ја води државата, дека ја води во пропаст и слично. Во рамките на повеќето досиеа, водени за македонски екстремизам во првите години на Демократска суверена Република Македонија, спаѓа и досие Темел, кое безбедносните структури на тогашната владеачка СДСМ го воделе за поистакнатите кадри на опозицијската партија ВМРО-ДПМН. Веќе имавме сознание дека не работат. Што значи работење? Тоа значи телефонско покривање, следење, прислушкување на просториите. Следењето им беше секојдневна работа. Љубомир Фрчковски со решение број 07-907/1 од Комисијата за верификација на фактите, илустриран во 2013 година. Ваквото решение било донесено врз основа на поголем број документи од кои е утврдено дека Љубомир Фрчковски, како министер за внатрешни работи во владата на Бранко Црвенковски од 1992 до 1996 година, бил наредбодател и корисник на информациите од органите на државна безбедност. Поранешен министер за внатрешни работи во плурална Македонија, актуелен универзитетски професор, илустриран како наредбодавач. Од идеолошки, политички и партиски причини дава наредби за прекршување на основните човекови слободи и права. Дури врз активисти што во плурализмот имале право на создавање посебни политички субјекти, констатирале илустраторите. Според портпаролот на Комисијата за илустрација не се работи за никаков реваншизам. Апсолутно не. Врз основа на негов подпис, Македонија го има единствениот политички азилант во Канада во периодот на плурализмот и демократијата. Имено во многу лични досиеа, пред се досиеа кои службата ги водела за членовите на ВМРО-ДПМН и лица кои важеле за блиски до партијата ВМРО-ДПМН, токму Љубомир Фрчковски се јавува како потписник на акти со кои наредувал и одобрувал действија за тајна контрола на телефони и телекомуникацијски средства, следење, наблюдување, прислушување и озвучување на лица. Со ваквите действија биле кршени или ограничени основните права и слободи на граѓаните, а пред се идеолошко-политички неистомисленици на Љубомир Фрчковски. Дополнителна проверка ќе има за уште 6 илустрирани лица поранешни вработени во ДБК. Покрај тоа што Македонија во тој период имала демократски устав, се уште биле во сила комунистичките закони кои МВР ги користело за следење и прислушување. Меѓу оние за кои Фрчковски добивал информација од тајната служба или пак за кои потпишал решенија за следење, било речиси целото тогашно партиско раководство на опозиционата ВМРО-ДПМН, меѓу кои и пратеници на партијата во тој парламентарен состав. Биле следени и бизнисмени, професори, сметководители, дури и еден лектор за кого службата сметала дека е руски шпион. Во решенијата за следење за речиси сите граѓани стоело дека следењето се применува, бидејќи со своите активности можеле да ја загрозат безбедноста на државата и работеле спротивно на уставот на Македонија. Значи, цело време кога говорам за овие активности на службите и на бившите министри од ДСД, почнувајќи од Фрчко, од Чокре, од Добрич Циганот, Бог да го прости, и други докажани просрпски структури, значи се работи за обработка на ВМРО, кој е денеска класифицирано и завршено како една книга која се вика, или досие, која се вика Темел. Тоа е класична злоупотреба, значи, на оперативните мерки и методи на службата за државна безбедност, не само што се следени, прислушкувани просториите на ВМРО-ДПМН под псевдонимот Темел и челниците на политичката партија, туку секое лице кое на било кој начин дошло во контакт или со штабот на ВМРО-ДПМН или со членови на политичката партија, спрема истите тие лица, иако тие биле случајни средби или од кои немале безбедносен интерес, тие лица биле идентификувани и спрема нив биле превзимани на тамошни мерки, се со цел да се докаже дека
што повеќе луѓе соработуваат на тој план и имаат одредена поврзаност со странски служби, што представува класична злоупотреба на службата за државна безбедност во тој период. На повеќе од 500 страници се запишани активностите на сите членови на ВМРО ДПМН, поранешното раководство на Љупчо Ѓоргиевски и Доста Димовска и првиот македонски премиер Никола Клјусев. Досието Темел, кое во својата оригинална форма исчезна од архивите, сепак виде бел ден. Денеска од својата актовка го извади директорот на Државниот архив. Го фотографира и запишува секој кој што влегува и излегува. Водено и со псевдоними, водено и со нивните имења. Значи, не се работи за обичните членови, не се работи за председателот, тука е најмногу е следен председателот на партијата Љупчо Ѓоргиевски и заменикот Доста Димовска. Следени се сите, следени се културни работници, следени се политичари, следен е првиот председател на владата на Република Македонија, господинот Никола Клјусев. Тука е следен еден од председателите на суверенитето на Република Македонија, Љубиша Ѓоргиевски. Тука се следени истакнати научни работници и уметници. Тоа го правеше Социјалдемократскиот сојуз од 1995 до 1998 година. Тоа го правеа Љубомир Фрчовски, тоа го правеше Чокревски. И 18 луѓе се илустрирани. Дел од нив се во пензија, дел се починати, но дел се и официјални функционери. Врз основа на тие документи е илустриран Томислав Чокревски, кој што е министер за внатрешни работи во владите на СДСМ. Томислав Чокревски, со решение број 07/1274/1 од Комисијата за верификација на фактите, илустриран во 2013 година. Ваквото решение било донесено врз основа на поголем број документи од досието Темел, кое се однесува на следење на партијата ВМРО ДПМН. Имено Томислав Чокревски бил министер за внатрешни работи во владата на Бранко Црвенковски во периодот од 1996 до 1998 година. Од увид во документите е утврдено дека по предлог и одобрување на Томислав Чокревски биле спроведувани действија за прислушување, тајно следење, наблюдување и документирање на седиштето на ВМРО ДПМН, како и поголем број членови на ВМРО ДПМН, какви што биле председателот на партијата Љупчо Ѓоргиевски, подпредседателот Доста Димовска, Александар Флоровски, Филип Петровски, Иван Соколов и поголем број други членови на ВМРО ДПМН. Ние имаме власт, ние имаме опозиција. Имаме Македонија која треба да биде демократска и имаме нешто трето. Тоа е период во кој Македонија се уште се тресе од Слободан Милошевиќ. Дали Милошевиќ со неговата политика, значи тоа е период во кој уште на некој начин трае војната, можеби во Хрватска дали беше привршена, меѓутоа во Босна и Херцеговина сигурно на некој начин се уште трае. Се подготвува атмосферата за Косово. Меѓутоа, кога имате вие еден таков период во кој сметате дека државата е загрозена од надвор на толку жесток начин, вие да посветите толку многу енергија, се зборам како служби за разузнавање, да посветите толку многу енергија, да дадете толку многу пари, затоа што секое следење се пари, нели? Да ангажирате толку многу луѓе, затоа што нели, следењето се прави и со луѓе. Техника, потенцијали, за да следите главната опозицијска политичка партија, е просто, мислам, несватливо и тотално несериозно. Значи, внимавајте која е таа инерција во безбедносните служби на Република Македонија, кога вие имате безбедносна служба на независна држава Македонија, која што буквално 6-7 години по прогласувањето на независната држава, се уште гони луѓе за тоа што се залагаат за формирање на независна Македонија. Значи, вие сте служба на независна Македонија и следите луѓе за тоа што сакаат Македонија да биде независна од Југославија. Од информацијата која Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање ја доставило до Томислав Чокревски на 21.2.1997 година, се наведува:
УДБК Скопје, следејќи ги настаните околу организирањето на мирниот протест на студентите, располага со сознание дека како организатори на овие протести, покрај Мирјана Китеновска, председателка на студентската организација на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски, е и поголема група членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. 1997 година дојде до ерупција на незадоволство од страна на студентите, кое што подоцна беше поддржано и од средношколците, за да на крај биде поддржано општо народно. Што браниш во уставот ти? Македонски јазик. Само тоа. Све што е поврзано со тоа. Студенти на Педагошкиот факултет заедно со студентите кои поддржуваат иницијативата за бојкот на наставата и мирни протести, бараме веднаш актуелниот министер за образование Софија Тодорова да поднесе неотповиклива оставка на функцијата. Ние, горе споменатите представници на студентите, не сме против почитувањето на правата на малцинствата, согласни со меѓународните стандарди, ниту против правото на настава на националностите во основното и средното образование согласно со највисокиот правен акт на македонската држава, но со сите законски средства до крај ќе се спротивставиме за обидот за создавање на етички чист универзитет, на разградување на Република Македонија за создавање на паралелни институти на системот кој водат во федерализација и поделба на нашата држава. Тоа од гледна точка на демократски принципи може и да не е спорно, меѓутоа од гледна точка на македонските национални интереси и од гледна точка на 90-тите години беше поместување на границата повисоко, кое што на крај замаскирана во борба за човекови права доведе до војна во Македонија 2001. Така што на некој начин отворањето на вратичките беше од страна на владата на СДСМ и ние како студенти решивме на тоа да се спротивставиме. Тоа резултира со отворање на политички досиеа, следење на неистомислениците, следење на студенти, закани од страна на државната безбедност кон лидерите на тие протести и користење на целиот, инструментализирање на целиот државен апарат во заштита на владењето на СДСМ. Во март 1997 година, Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, управа во Куманово, по линија на македонски екстремизам, заведува оперативна обработка за лицето Петровски Тихомир Филип, роден 1972 година во Куманово, студент на Филозофскиот факултет под псевдоним Марта. Лицето е интересно за службите како водач и учесник во студентски протести, организирани во контекст на борбата за унитарноста на македонскиот јазик. Значи, најеклатантниот пример е кога јас по завршувањето на дневниот протест седнувам во автобус и одам во Куманово и вечерта, бидејќи не знам 20 годишно момче, студент, излегувам да се видам со другарите во еден од најпостојаните кафичи во тоа време во Куманово. Доаѓа шефот на државната безбедност од Куманово, за Куманово, да ме бара да се видиме. Меѓутоа он не доаѓа, само он доаѓа со уште четворица и се обидува да ме извлече од кафичот за да сме разговарале. Во тој разговор јас добивам закана дека за 1000 марки може да ме најдат во пластична вреќа во Вардар и дека тоа што го правиме не е прифатливо и така натака и така натака. Ја известив партијата дека на тој начин се пресметуваат со нас и веројатно тоа е еден од моментите кога они посериозно почнуваат да се занимаваат со 24 часовно следење, бидејќи тој во тој разговор ми кажува дека јас сум дошол со тој автобус, дека во автобусот се возел човек зад мене, дека сум отишол кај татко ми, бидејќи доаѓам, телефонски се договарам со другарите да дојам у тој кафич, веројатно ги следат и телефонските разговори кај татко ми дома. Така што комплетно користење на целата инфраструктура е за да откријат што ние студентите правиме. Расположивите сознание кои се оперативно потврдени, недвосмислено го потврдуваат фактот дека Филип Петровски се појавува како еден од главните креатори и организатори на екстремните активности од позиции на македонски екстремизам на нашето подрачје и пошироко. Во овие рамки, Одделот на Управата за државна безбедност и контраразузнавање во Куманово веднаш изработува план на мерки и активности кои ќе бидат преземени спрема носителот на оперативната обработка Марта, односно Филип Петровски. Меѓу овие активности спаѓаат
истражување на неговата средина, по место на живење и студирање, со цел изнаоѓање на погодно лице заради оперативно ангажирање, односно информатор кој се движи во кругот на Марта. Изготвување преглед на истомислениците. За истите ќе биде извршено целосно оперативно проучување и селективно ќе биде применета мерката обавување на разговор со тежнение за нивно ангажирање, како душници. Во истиот дух, заради доаѓање до сознание за негово компрометирање, се наложува проучување на неговото семејство и нивни врски со одделни средини во земјата и странство, а истото се спроведува и кон неговата пријателка од Куманово, незиното семејство и блиски врски, со можност преку истата да се направи продор кон носителот на обработката и неговата групација. Поранешен министер за внатрешни работи е прогласен за наредбодавател на акцијата Темел, со која Управата за безбедност и контраразузнавање го следело раководството и штабот на ВМРО ДПМН. Следењето било во периодот од февруари-март 1995 година до крајот на октомври 1998 година, кога партијата беше во опозиција. Заклучокот дека станува збор за прекршување на основните човекови права и слободи од идеолошко-политички и чисто партиски причини. Единствено членот Чедомир Дамјановски бил против. Според него биле следени лица за кои постоел сомнеж дека сакале да го урнат уставниот поредок на државата, иако немало покренато постапка против нив. Едно е јасно дека во тоа време ВМРО ДПМН не можеше да му се најде никаква дамка и сигурно дека тие што го поставиле следењето на ВМРО ДПМН во тоа време не можеле да кажат дека ги следат раководството на ВМРО ДПМН затоа што се опозициона партија, затоа што се главни конкуренти за преземање на власта, туку морале да изместат некаква приказна и приказната е тероризам. Значи јас најодговорно ви тврдам дека ВМРО ДПМН во целиот свој период од 90 до 98 година на ниено ниво на раководство, на тројца луѓе, на 5 души, на раководители на таа организација, не зборувала дека треба нешто да зема оружје, да се бори со оружје, да ја руши власта насилно или сето тоа. Значи, нема таков разговор, нема таква дискусија. Поради досието Темел илустриран и актуелниот заменик директор на УБК и поранешен министер за внатрешни работи Силјана Аврамовски. Во образложението на решението на комисијата стои дека тој давал наредби или одобрувал действувања со кои се кршени основните човекови права и слободи на граѓаните од идеолошко-политички причини. Станува збор за следење на организаторите на студентските протести и членови на подмладокот на ВМРО ДПМН во 1997 година, кога Аврамовски бил началник на првата управа во УБК. Повеќето информации се однесуваат на организацијата на музички хепенинг од страна на председателката на студентската организација на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН со цел следење на нивните контакти со постари и поискусни активисти на партијата, потоа организација на генералниот митинг на плоштадот Македонија и други протести, стои во решението. Аврамовски е долгогодишен професионалец во тајната полиција кој важи за експерт за антитероризам. Токму поради тоа, според упатените, тој и по промената на власта во 2006 година остана на висока позиција во хиерархијата на УБК. За истите настани илустрирани се уште двајца началници на УБК од тоа време, Љупчо Шапчевски и Михајло Костуранов. Претходно врз основа на документите од истото досие беше илустриран и тогашниот министер за внатрешни Томислав Чокревски, а за следење на ВМРО ДПМН илустриран беше и Љубомир Фрчковски. Од информацијата која Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање ја доставило до Томислав Чокревски на 10.9.1997 година, се наведува: расколот кој неодамна настана во најголемата вонпарламентарна опозициона партија во Република Македонија, ВМРО ДПМН, поднесувањето на колективната оставка на извршниот комитет на партијата, како и поводот и причините кои доведоа до ваква состојба, информирано, со несмален интензитет е предмет на интерес како на странските разузнавачки служби, така и на лица под третман на ДБК, а на директен или индиректен начин се вклучени во општествено-политичкиот живот во Републиката. УДБК Скопје располага со сознание дека штабот на ВМРО ДПМН на 3 овој месец бил посетен од страна на амбасадорот на Република Франција во нашата земја, господинот Жак Унцингер, при што остварил средба со председателот на партијата Љупчо Георгиевски. УДБК Скопје и понатаму континуирано ќе следи и попречува разузнавачката активност на странските разузнавачки служби, а воедно ќе ги следи и попречува евентуалните екстремни активности на лица под третман на ДБК, експонирани од позиции на македонски екстремизам и врховизам, а кои се инволвирани во споменатата партија. Тоа беше страшно нешто да се доживее, бе луѓе.
Јас со жена ми во кола пред мене ме следи, кола зад мене, одам кај Змејко дома. Змејко не е дома, се паркирам, искачам во, не знам, Тојота кола, дечко и девојка наводно, тие сигурно моја генерација биле, се бацуваат, ја не можам да сватам дека мене ме следат. Тоа е една многу незгодна состојба кога не знаеш кој е ВМРО-ец, а кој е од оние проработените, односно употребените или инсталираните внатре во партијата. И да, знаеше да предизвика мачина, не знаеш што можеш да збориш, што не можеш да збориш, така што тоа те фрагментира. Не можеш да работиш нормално, мораш да пазиш пред секој. Но вистина, тие луѓе имале задачи, нивната основна задача била растурање на ВМРО ДПМН. Се гледа и по самите документи дека основата на нивната работа била по секоја цена да се растури ВМРО ДПМН. И тоа не е санкционирано од нејасни причини, значи по победата на ВМРО ДПМН во 98 година, ништо не е преземено на тој план. Како ДБК работеше на уривање на Љупчо и неговата влада. Ова е наслов на текст, објавен во Фокус во ноември 2005 година, а во кој е пренесена сензационална исповест на еден соработник на ДБК. Идентитетот на инсайдерот во текстот не е откриен, но и е познат на редакцијата и на авторот на текстот во Фокус, во случајот тоа е Јадранка Костова, денешен главен уредник на истиот неделник. Приказната што пред нецели 10 години ја раскажува Фокус во многу коинцидира со денешните настани. Целта е иста, а и актерите најверојатно се исти од тоа време. Главната поента на текстот е разоткривање на тајните сценарија на СДСМ за рушење на тогашната влада на Георгиевски преку креирање афери, шпекулативни информации и организирано прислушување. Или како што Костова заклучува во текстот, проблемот во нашата приказна е што излегува дека ДВК работела за интереси на една партија. Она што е интересно е што Костова во текстот од 2005 заклучува дека и покрај промената на власта во 1998 структурите на ДБК работеле за старите газди. Па јас сум изненаден од изјавите на поранешниот премиер Љупчо Георгиевски дека во комуникација со Доста Димовска како тогашен министер за внатрешни работи добивал одредени информации дека досијата на соработниците со Српската разузнавачка служба се надвор од министерството, дека ги нема во секторот за аналитика и информирање на УБК и после тоа самиот по промената на власта и со почеток на лустрацијата бил сведок на одредени службени белешки каде што се дошло до сознание дека тие материјали сепак биле таму, а не му е јасно од кои причини покојната сега Доста Димовска му дала погрешни информации, односно му рекла дека тие материјали не се во УБК. Во целата таа збрка, а посебно почна и војната, значи не можев ни да направам ни сериозен разговор со Доста, за да разговарам со неа, како министер за внатрешни работи, од каде тие мотиви некои луѓе да се снимаат, кога ние сме немале потреба и било, да речеме, крајно непринципиелно да бидат снимани. Но иако Доста Димовска со останувањето на министер за внатрешни работи, кога и беа достапни сите материјали кои ги имаше Управата за безбедност и контраразузнавање, сите злоупотреби на претходните функционери во таа управа, имаше можност тоа судски да го разреши и да стави крај на злоупотребите на службите за државна безбедност. Тоа не е тајна и јас затоа преска неслучајно спомнав аболицијата од покојниот председател Трајковски, да не се случеше и до крај да имаше судска разрешница, значи ќе се откриеа сите помагачи во петата управа во периодот на големото УВО и дека одредени имиња се повторуваат и во ова прислушување, за жал, во оваа нова афера. Така да истите лица биле инволвирани и во тој период, а зошто е дозволена таква грешка, тоа треба да се подзамислат највисоките функционери кои го предводеле министерството во тој период, кога е настаната аферата. Не можам да го фатам датумот, дали е тоа негде 2003 или почеток на 2004 година. Јас сум лидер на опозицијата. На СДСМ е на власт. Тоа е период кога Верушевски е сменет од началник на државна безбедност. Добро. И ми повикува кај него во станот и ми дава неколку серија на разговори. Имаше некој мотив да ми објасни дека он нема никакво учество и за да ми го докаже тоа ми пушти најмалку 10 разговори на функционери, значи сите станува збор, функционери на СДСМ, новинари на СДСМ и интелектуалци близко до СДСМ. Значи, пазете го моментот. Јас сум лидер на опозиција, на власт е СДСМ
Бившиот началник на државна безбедност ми пушта 10 разговори на функционери од СДСМ, не на функционери од ДПМН. Значи, тоа е еден од мотивите во кој јас навистина се сомневам дека некои луѓе во државата очигледно некако многу лесно снимаат. Закани со прислушувани материјали. Ова е познатиот начин на кој Верушевски години наназад го добива она што го сака од македонските власти. Голем број новинари и македонски политичари сведочеа дека екс-шефот на ДБК со компромитирачки снимки уценувал бројни политичари од самиот државен врв. И новинарката Мирка Велиновска, но и екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски лично биле сведоци на снимки кои Верушевски незаконски ги прибавувал. И двајцата ги слушале во неговиот стан во Скопски аеродром. И анализата на настаните низ историјата покажува дека Верушевски бил мош неуспешен во обезбедувањето, поволна позиција за себе и за своето семејство, користејќи ги незаконските снимки. Јавноста памети дека синот на Верушевски Александар во времето кога неговиот татко беше прв човек на ДБК царуваше во скопското криминално подземје. За серијата тешки кривични дела, меѓу кои серија обиди за убиство и вмешаност во трговија со дрога, младиот Верушевски не одлежа речиси ништо и доби помилување од тогашниот председател Бранко Црвенковски. Јавноста ја памети и аферата со службените станови на Верушевски, која тогашното раководство на СДСМ ја заташка. Експертите велат дека постојаното толерирање на Верушевски од страна на СДСМ говори дека тој има посебни заслуги за опозицијата и дека практично и никогаш не престанал со снимање. Аферата Голем уво, која му помогна на Црвенковски да дојде на власт, опфаќаше период од 1998 до 2001 година, во кој се снимени разговори на новинари, медиумски работници, политичари за кои лично Љупчо Ѓоргиевски рече дека е дело на Верушевски. 90% сум убеден во приказната дека Верушевски, Костовски и Лазаревски се дел на структурата што си снимале по собствен кеф и по собствена волја. Таа истата тројка што го отвори големото уво. Екс-шефот на ДБК сакал да продолжи со таквата игра, но беше фатен заедно со целата агентурна мрежа во акцијата Пуч. Значи јасно дека станува збор за држава во држава која што колку што е свртена кон контролирање, напади, денунцирање на најголемата десна опција во Македонија, ВМРО, во голема мерка ги контролира процесите и во својата матична партија, во СДСМ. Ние сме сведоци дека, не знам, на двата последни председателски избори, кандидатите на СДСМ се луѓе кои што кариерата ја градела во МВР. Значи, СДСМ исклучиво номинира полицајци за председатели на државата. Фрчковски, потоа Стево Пендаровски, ако не се полицајци, претходно беше дете на офицер на ЈНА. Така да, тој е кадровскиот расадник на најголемата опозицијска партија, на левицата. Ако не се од МВР, ако не се од полицијата, исклучително се блиско. Нови разговори помеѓу екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање и првоосомничен во случајот Пуч Зоран Верушевски и петоосомничениот ДЈЛ откриваат интересни детали за односот на разузнавачите кон лидерот на опозицијата Зоран Заев. Во разговорите тие ја коментираат политичката состојба во земјава во пресрет на ланските избори. Тричко ја погоди, Заев треба да учи од Кличко, а не од Вучич. За да го помрдне стариот задник. Амнестиран политичар било како пуштен педофил. Во продолжение на овој разговор Верушевски и ДЈЛ вела дека на опозицијата би требало чудо за да дојде на власт, а од комуникацијата може да се заклучи дека едниот од нив смета дека токму такво чудо тие поседуваат, но во тој момент цена дека треба да го задржат. Море боксерот добро се брани. Знаеш ти, одамна ова ќе бидат тешки времиња. Ќе биде страшно во моментот кога ќе добијат нов мандат или требаат големи чуда. Чудата се започнати, треба да ги задржиме. Ја мислам дека таа опрема не е злоупотребена, дека сето тоа е по нечија наредба од врвот на МВР, а злоупотребено е од одредени вработени во УБК, односно во петата управа, тие материјали да бидат изнесени надвор и да бидат јавно објавувани од страна на опозицијата. Зоран и Сонја Верушевски, Бранко Палифров од општина Струмица и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тоа се 4 лица осомничени во акцијата Пуч. Шпионирале, се заканувале,
Сакале да изнудат разни услуги и да извршат преврат, вршејќи притисок врз највисоките државни функционери. Министерството за внатрешни работи за прв пат во историјата на независна Македонија реализираше случај во кој е сузбиен обид за загрозување на уставниот поредок и недемократско преземање на власта, односно суспендирање на волјата на граѓаните. За целиот период од осамостојањето до денес постојат злоупотреби од страна на службите за државна безбедност, значи покрај оние редовни предмети со судски налог да се прислушуваат и одредени телефонски броеви од други причини и потреби. Така било и за време на големото уво, така е за жал и денес. Значи, се зависи од опремата која поседува во различни периоди Управата за безбедност и контраразузнавање. Колку што е важно да се испитаат суштината и на разговорите, многу поважно е. Јас велам 50-50, меѓутоа како што минува времето, сметам дека повеќе од 50% е важно да се истражи кој е тој што си го зима правото во Македонија не 10 години, туку очигледно можеби и 20 години да снима и да се поставува на државата и тој да кажува дали премиерот, председателот водат погрешна или не погрешна политика. Значи, нема таква демократска институција. Не постои можност никој друг да прислушува, поготово во таков обсек како што е прислушувањето кое е објавено од страна на опозицијата од почеток на минатата година. Јас додека бев директор на УБК направивме обид за намалување на одредени овластувања на службениците на Управата за безбедност и контраразузнавање и да се оневозможи во тој период петата управа не беше под директорот на УБК, туку беше под кабинетот на министерот за внатрешни работи. Се со цел да нема директна злоупотреба или усмена наредба од страна на директорот спрема началникот на Управата за оперативна техника, за да се прислушуваат одредени лица надвор од наредбите на судот, односно се што било законски прислушувано. Се додека постои линк помеѓу операторите на мобилните телефони на трите оператори, односно два сега од кои се споја VP1, значи кога има МВР директен пристап да вметнува одредени броеви директно да се прислушува од просториите на петата управа, можноста за злоупотреби постои. И дефинитивно, мене ми е жал што се потврдува дека ние, за жал, во Македонија сме се уште заробеници на таа удбашка структура која можеби веќе не е поврзана со Белград, можеби си работи сама за себе, меѓутоа очигледно си зема некои ингеренции кои се надвор од уставот и законите на Република Македонија. И сметам дека тоа е првата буква која мора да се расчисти за да можеме да дојдеме понатаму во демократијата. Она на кое можеме многу да обрнуваме внимание денес е граѓанското образование и стекнувањето на морални вредности кај граѓанството, особено кај младината. Затоа што првата жртва на тие процеси на покривање на граѓаните, следење, кодошење и така натаму, бил моралот и моралните вредности. А ако создаваме ново општество, мораме да создаваме и нови морални вредности во кои овие не спаѓаат. Лустрацијата очигледно не е завршен процесот на лустрација и доаѓаат нови генерации, ќе видиме како ќе се однесуваат кон тоа. Меѓутоа, факт е дека лустрацијата од почетокот на промовирањето на идејата на носење на закон до заклучно со неговото престанување на важност, лустрацијата беше сатанизирана од одредени структури кои подоцна врз основа на она што беше откриено во досијата, припаѓале токму на оние структури за кои законот за лустрација беше донесен, односно припаѓала биле дел од таа соработничка мрежа на тајната полиција во претходниот систем. И јас очекувам дека во натамошната работа и усовршување на нашата легислатива и законодавство, особено во нејзиното прилагодување кон европското законодавство, кон правото на Европската Унија, дека ќе донесеме многу повеќе прописи и ќе ги почитуваме тие прописи.